Хепатитот С, информираноста за вирусот и неговото лекување. Ова беше темата на денешната трибина организирана од страна на Сдруженијето Семејна терапија и системска пракса. Примариус доктор Славица Гајдазис-Кнежевиќ вели дека потребата од информираност е огромна, а целта е истата да се шири за да се спречи дискриминацијата кон заболените лица и ширење на заразата. Во рамките на зависностите се среќаваме често со проблемот на С хепатитот меѓу лицата кои што инјектираат дроги. Денеска сум на оваа работилница заедно со мојот тим од Сдруженијето за семејна терапија и системска пракса, која што работи на проект со желба да го ја зголеми степенот на информираност на општото население за проблемот на С хепатитот, да зборуваме малку за тоа како можеме да се заштитиме од оваа заразна болест и истовремено како можеме да помогнеме во намалувањето на стигмата и дискриминацијата, со што би ја зголемиле мотивацијата на луѓето кои што инјектираат дроги да се јават на третман. Зошто ова се го правиме? Заради тоа што превенцијата на С хепатитот не е поврзана со некакви типични за инфективните болести мерки, како што е, например, вакцина, оти вакцина нема. Еден од начините е да го намалиме своето ризично однесување, а втор начин е да го намалиме изворот на инфекцијата, значи да помогнеме да лицата кои што се веќе инфицирани започнат со своето лекување и да, решавајќи го својот проблем, истовремено почнат да го решаваат и проблемот на ширењето на заразата. Значи тоа ни е главната цел и имаме идеја да низ оваков вид на трибини, да низ оваков вид на работилници, што поголем број луѓе информираме со надеж дека тие ќе шират информацијата и дека ќе почнат да го менуваат своето однесување во однос на целиот овој проблем. Вирусот на хепатитот С има процент на излечивост од 60 до 80, но проблемот е во затајувањето од страна на носителот и неговото семејство, додава Гајдазис-Кнежевиќ. Искуството кажува дека што поголем број информирани луѓе, толку подобро се носиме со состојбите, ги намалуваме предрасудите, ги намалуваме заблудите, го менуваме односот, значи стигмата, дискриминацијата, оти свесни сме за тоа дека овие лица кои што од една страна инјектираат дроги и од друга страна се заразени и со вирусот на хепатит С се двојно и тројно стигматизирани. Значи од една страна затоа што се зависни, од друга страна затоа што се инфицирани и навистина многу тешко се справуваат со тие состојби. Вообичаено кога луѓето се стигматизирани, кога се дискриминирани, тие сакаат да се сокријат, сакаат да се тргнат. Значи ако ние сакаме, а крајната цел ние да ги мотивираме за третман, со нашиот однос ние ги обесхрабруваме. Лекувањето навистина дава резултати. Значи С хепатитот е една од заразните болести со исклучително задоволителен процес на излекување. Например, оние кои што се со генотип тип 2 и 3 до 90% иде излекувањето. Знаете, за една заразна болест да така висок процент имате на излекување е навистина многу охрабрувачки. Просечно за сите генотипови е од 60 до 80%. Тоа зборува дека ако почнат да се лекуваат и ако се излекуваат, тие ќе бидат здрави во однос на С хепатитот, ќе можат да продолжат како здрави луѓе да функционираат и истовремено ќе го изворот на зараза намалуваме и ќе се заштитуваме себе си оние кои што сме здрави, односно кои што не сме инфицирани со вирусот. Нашата цел е да во пакет се решаваат работите, паралелно да се решаваат работите и затоа ни е многу важно да тоа започне што е можно поскоро, заради тоа што станува збор за млади луѓе. Значи тоа се луѓе во најрепродуктивната возраст, некаде распонот на оние кои што најчесто инјектираат дроги и користат дроги е од некаде 15 до 35 година, да кажеме, и истовремено и С хепатитот им станува придружник во висок процент, и некаде 70 до 80% од лицата кои инјектираат дроги се С хепатит позитивни во Македонија. Значи имаме нешто што мораме паралелно да го третираме додека се на третман да започне и лекувањето на С хепатитот. Поврзаноста помеѓу зависностите од дроги и хепатитот С е голема. 70% од зависниците се носители на вирусот. Потребата од избегнување на дискриминацијата и лекување на двата проблема заедно е од големо значење, а крајниот резултат е поздрав живот и за заболените и за луѓето од нивната околина.